Напорите на вашата земја во последните неколку години беа извонредни. Заедно ние ги издржавме една од најтешките миграцијски кризи, која што следеше по Втората светска војна. За нас ова беше многу тешок период и навистина тежок тест на нашата одговорност и активноста на действување. Вашата земја го помина овој тест подобро од многу земји членки на Европската Унија. Вие најдовте решение на драматичните политички кризи во вашата земја. Решение засновано на демократски принципи и преку вашиот договор за пријателство со Бугарија и преспанскиот договор со Република Грција, вие станавте шампиони на политичкиот национализам и политичка зрелост во вашиот регион. Ова достигнување е навистина импресивно, меѓународно признато и не треба да биде залудно сватено од страна на Европската Унија. Кога лидерите на ЕУ се сретнаа во јуни пред 3 месеци, тие се обврзаа да достават јасна и одржлива одлука во октомври, за тоа дали да се отворат преговорите со вас и вашиот сосед Албанија. Јас ги изразив јасно своите лични ставови во јуни. Вашата земја во последните 2 години направи се што се очекуваше од вас, за да може да се отпочнат преговорите за пристап во ЕУ и во согласно со препораките на Европската комисија. Тоа продолжува да биде мој цврст став. Вашата земја направи се. Токму затоа и денес дојдов во Северна Македонија. Јас сакам да биде кристално јасно дека не постои сомнеж во Брисел во врска со вашата политичка обврска кон владењето на правото и борбата против корупција. Секако, секој може во секое време и секаде да го оспори ова, особено кога станува збор за имплементацијата, но ние многу добро знаеме дека вашата влада е одлучна и постојна во ова, во врска со континуирањето на работата на јавното обвинителство. На крај, дозволете ми да кажам уште нешто. Процесот за пристап во ЕУ во овој маратон, знам дека имаме учество на многу посветени учесници за да ја постигнат крајната цел. Продолжете со ваков фокус и континуирани напори, затоа што ова е потребно. И понекогаш морам да кажам дека е потребно и многу трпение. Немам сомнеж дека Северна Македонија поседува повеќе од доволно во поглед на сите овие квалитети. И секој треба да го цени тоа. Скопје е најдоброто можно место каде што би сакал да ги повикам лидерите на Европската Унија. Сега вие завршите ја вашата работа, затоа што Северна Македонија веќе си го заврши своето.